Самохран родител е родител кога другиот родител починат, исчезнат во затвор или му одземено родителското право, а еднородителското семејство не е дефинирано во нашето законодавство. Самата брошура е од идеја дека тие младиве имаат потреба за овие информации. Тоа е претходно на недоволен број информации, недоволен пристап до институциите и затоа ние ја создадовме оваа брошура која што на почетокот му ги дава и точните информации, постапки, но и институции каде да се обратат, кај кого да се обратат, тоа се службениците за млади кои што треба да му излезат во пресрет на младите од самохрани и еднородителски семејства во остварување на нивните права што се однесуваат за нивната категорија. Брошурата содржи социјални услуги кои што се пропишани со законите за социјална заштита, понатаму содржи права кои што се во различен домен, дали во остварување на ученичка стипендија, остварување на студентска стипендија, оброк или остварување одредени права согласно законите што се во делот на Законот за социјална заштита. Понатаму е и бесплатната правна помош која што е во огромна корист и голема позитивност со цел подобрување и надминување на предизвиците кои што ги носи животот на овие млади, но и пред се фокус на менталното здравје и граѓански организации каде што може да се обратат во остварување на овие потреби. Согласно и самата брошура, ние веќе изготвивме и самиот проект 5 иницијативи. Првата иницијатива е промена на Законот за семејство, кој што ќе бидат дефинирани и еднородителските семејства покрај самохраните семејства. Втората иницијатива се однесува на бесплатна партиципација на студенти кои што доаѓаат од овие типови на семејства. Третата е стипендирање уште од прва година на факултетското ниво. Четвртата е огромна поддршка и фокус на менталното здравје, кој што и работилница се спроведе со страна на психолози. И петата е попусти при остварување на ученички или студентски превоз за ранливи категории на граѓани. Нашата идеја оддавна беше алиментацијски фонд, бидејќи алиментацијата не се испаќа навремено или во помала парична вредност. И третото е пред се доста често овие млади се жртви на семејното наследство кое што се случува на нивниот родител, но и тие се дел на, да кажам, таргет на наследство, понатаму остануваат без храброст, без самодоверба, без образование, немаат толку јака заштита конкретно од правна гледна точка, од психолошка гледна точка и мислам дека првенствено работиме на охрабрување, на подобрување на нивната состојба, бидејќи нас не требаат како и физички, така и психички добри млади со цел и они да просперираат и нивниот глас да биде слушнат. Кога ќе се слуша нивниот глас, они ќе се почувствуваат дека се прифатени во заедницата и тогаш ќе можат да допринесат на самата заедница, а потоа и за целокупната состојба на нашата земја. Законот за вметнување на родителското семејство во Законот за семејство е од идна потреба од 2016, понатаму е отворена дебата во 2018, сега сме 2023 без конкретен и завршен закон. Со самиот закон ќе се покрие огромен број на проблеми, предизвици кои се соочуваат овие млади со неплаќањето на алиментацијата, но и многу други работи.